Ова зад мене е Министерството за внатрешни работи, водено од Оливер Спасовски, кој што му даде полициско обезбедување и возила на Седат Пекер, полициско обезбедување и возила за турски криминалец при неговиот престој во Македонија. Спасовски наместо да лови криминалци, тој им дава полициска заштита. Седат Пекер е лице кое што се бара со потерница во Турција, добро познат на полициите ширум светот и Интерпол, а во Македонија од владата на Заев доби неголеми почести, полициско обезбедување, возила и средби со функционери од власта. Седат Пекер, еден од криминалците кои што им биле издадени македонски документи, сам кажува дека бил на гости дома кај Зоран Заев. Попусти се обидите на Заев и на Оливер Спасовски да се вадат. За добивање на полициско обезбедување не одлучуваат службениците од Пасошко, кои што ги наместија да преземат вина, туку началникот на 6-та управа, директорот на БЈБ и Оливер Спасовски како министер, кој што мора да биде известен. Зошто МВР и Спасовски му дале обезбедување на Седат Пекер? Дали за тоа влијаела неговата дружба со Заев? Што правела АНБ и зошто не известила за каков криминалец станува збор? Доколку известила, зошто известувањето или предупредувањето не е испочитувано? Ова се многу сериозни прашања на кои што Спасовски и Заев мора да одговорат. Не знам дали се свесни, но и да не одговорат денес, ден за одговори и одговорност ќе има. Злоупотребата на полицијата за заштита на криминалци нема да остане неказната. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на бројни прашања пристигнати до пресцентарот на ВМРО ДПМН, кои што се однесува на изјавата на Христијан Мицковски, а во врска со состојбите во Израел и Блискиот Исток. Денеска е појасно дека изјавата на Христијан Мицковски е во населка на ставот на стратешките партнери на Македонија. Изјавата на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во врска со случувањата во Израел и во иста насока со ставот на американскиот председател Џо Бајден, кој што изрази разбирање за реакцијата на Израел. Изјавата на председателот Мицковски не се однесува кон палестинскиот народ или пак кон муслиманите или пак кон арапскиот народ. Ставот се однесува кон правото на државата пријател на Македонија да ја заштити својата територија, која што е нападната и гранатирана од паравоена формација. Денес во Израел се губат животи губат за жал подеднакво и христијани, и евреи, и сите кои што живеат на таа територија. И во оваа прилика апелираме на прекин на огнот, наоѓање на заедничко решение и смирување на тензиите и на насилствата. Во исто време како партија, како ВМРО ДПМН, силно ги осудуваме сите закани кои што беа испратени до председателот на ВМРО ДПМН, до Христијан Мицковски, од радикални екстремистички елементи и говорот на омраза кој што беше насочен од центри на моќ кои што работат во спротивност со стратешките интереси на државата и на нашите стратешки партнери. Запрепастува молкот од МВР, кој што го повикуваме да реагира и да постапи во насока на истражување на таквите закани и нивното санкционирање согласно важечките прописи. Истото тоа министерство, водено од мафијашките структури на Оливер Спасовски, беше тоа кое што го повлече и обезбедувањето на председателот Христијан Мицковски, а кое што денес гледаме молчи на закани врз Христијан Мицковски. Ви благодарам.